Прво да ви честитам за еден податок кој што во овие 3 дена не го излажавте. Не зборам за вас лично, туку за сите пратеници на СДС, ама тоа е следниот. 80 километри локални патишта. Точно е признавам. За 7 години. За 7 години 80 километри локални патишта. Во време кога имавте 57 општини и кога потрошивте над 50 милиарди евра. 80 километри локални патишта. За 50 милиарди евра. Прочитавте неколку патишта. Кичево, Охрид, зашто не го прочитавте? 5 анекси дополнителни, како се исправи трасата, зашто гледам дека за 12 месеци, сега на 12 јули, 95% од трасата ќе биде пуштена за сообраќај. Ајде уште една работа за да ви докаже човек колку лажете и колку сте се изгубиле во таа игра, но човек како може вас да ви замери кога лицето на сите еден од вас кога излезете во говорница, алтер его луѓето уште го гледаат Зоран Заев. Не постои некој кој што е одлепен или од него, или од овој сега кој што го шетате по Македонија, тој нас да ни објаснува за некоја трагедија, 14 луѓе живи ги изгоре. И уште кога луѓето, да кажем, не беа погребани, он побрза да му плати на тој вице-премиер што беше за оние модуларни клиники за кои што самиот тој го наместил тендерот. За тој безобразлук ќе ви биде вратено со безобразлук. Затоа што внимаваме на нашето ниво, но почнувате да се заборавате и да претерувате. Ако оној кој што дојде вчера тука пари да бара, дека му биле малку парите да испорача правда, не ве вика во обвинителство и покрај тоа што има 2000 индиции за сторен криминал, не само од тие што седат тука, но и тие кои што ве придружуваат, затоа што се заборавивте од крадење и истиот оној кој што со едно летно сако доаѓаше во Сораниево, а потоа стана директор на РЕК, има испокрадено пајве стотици милиони евра со сите оние и оној фудбалеран кој што избега и така натака и така натака. Немојте тогаш кога ќе има ластик систем. Така не. Така не. И сега за стоки и услуги вие ќе критикувате. Ајде затоа што откажавте страна, па јас да ви кажам една страна. Ајде отворете ја страната во образованието, во буџетот и видете кај ќе отидат тие пари за стоки и услуги. Ајде отидете во здравството и видите дека 100 милиони денари има повеќе за инсулинска терапија. Не викам дека е доволно, но се повеќе од тоа што претходно ги имало, затоа што иницијалниот буџет од 2025 година рекордно се покачи цената, затоа што има терапија. Терапијата иде под стоки и услуги. Ајде отидете во МВР, бидејќи Оливер Спасовски денеска не е тука, вчера беше тука, одби да одговори. Па видете ги ставките за нови униформи. Ајде отидете во Арама, видете ги ставките за набавка на нови чизми за сите војници. Тоа е стоки и услуги, ама тоа нема да го кажувам и сега ние ќе се обидеме да инсинуираме. Ова е реплика најмалку према вас. Ова е реплика како ентитет, како СДСМ. Затоа што немојте да сметате дека ќе играте на краткото помнење на граѓаните. Не може да ве гледаат луѓево. Не заради тоа што Бојан, Дафин или било кој од оваа страна зборува лошо за вас, затоа што ви даде доверба. Затоа што дојдевте на избори и покрај тоа што ги изгубивте нешто да смените, а 7 години освен што ги слушавте оние фудбалерите кои што играат фудбалчиња по улици и што крадевте, ништо друго не направивте. 12 месеци луѓето гледаат различна слика. Ќе се видиме тука и за 4 месеци, па ќе дојдете тука ќе ни читате статистики, ама ние имавме еден глас можеби повеќе, па вамо имавме еден глас повеќе, а резултатот ќе биде 57 плюс на 1 или 2, а можеби и 0. Тоа е она што луѓето сакаат да го видат, биејќи граѓаните сега кога возат со колите, гледаат дека од нивните пари нешто се случува, дека нивните пари не завршуваат по крадење, туку нивните пари завршуваат во градење. Нормално вие тоа нема да го видите кога вие сакате некој да ви каже на вас кога можете да зборувате или како да се однесувате. Разберете дека повеќе во оваа држава нема лопови на функции, повеќе во оваа држава има луѓе кои што автохтоно носат одлуки, а некако ќе им кажат различни фудбалери, кошаркари и лопови кои што потоа ако ќе бидат сочени со одговорност бегаат од државата. Благодарам.